Добре дојде во магична сцена и за Трајче Ивански, Трајче добре ни дојде во магична сцена и можам слободно да кажам дека се радувам кога вие постарите актери или актерите кои што сте во пензија сте се уште активни, посебно тоа го негува Прилепскиот театар, еве конкретно со твојот случај во двете последни представи играш и во Глембаеви и во новата што се спрема во режија на Коле Ангелевски и исто така можам да кажам дека во новава представа освен ти и сите позрели актери сте во оваа представа и оние кои што сте во пензија и оние кои што се пред пензија сега. Добре ни дојде во магична сцена. Како си гледам дека убаво те служи здравието, се надам дека 2020 година ќе биде исто толку добра како 2019 година за тебе што беше. Добре ме најдов, ви благодарам на поканата. И можам да кажам не во две представи, во три представи. Тоа е Пиреј, Глембаеви и ова најновата со Коле. Јас сум одавна во пензија уште од 2007 година, меѓутоа мислам дека секоја година имам по еден-два проекти во Прилепскиот театар. Така да јас си продолжувам со својата игра и со својата младост. Инаку здравието ме држи толку колку што ме држи. Меѓутоа сцената за мене е здравие. Таа ми дава некоја чудесна енергија. Тоа ти е како јунаците од антиката кои што ако падни на земјата му дава сила. Ако му расти косата, од косата добива сила, јас од сцената. Колку да сум болен, неарен или нешто, штом застану на сцена, се престанува и сцената ми престанува се и ден денеска. Трајче се ближи онај јубилеј 70 години од создавањето на Прилепскиот народен театар. Можам да кажам дека поминале генерации на одлични актери, но некако кога мене бар лично кога ќе ми се спомни Прилепски театар, првата асоциација ми доаѓаш ти. Тука се и Џумерко, нормално и плејада на актери кои што работевте заедно од Ева Глишич, Лијана Ракиџиева, значи од таа генерација каде што старата генерација каде што правевте преубави представи и награди освоивавте многу на Војдан Чернодрински, но и пошироко. Сепак повторно првото што ќе ми текне, првиот актер што ми асоцира на таа една убава плејада на актери си ми ти. Ти ги играше и комедиите и трагедиите во исто време и ти беше стожер на Прилепскиот театар. Точно е тоа, во едно време кога во театарот имаше малку актери, ние бевме 6-7 актери кои што игравме во се и се што. И така го одржуваме театарот. После со текот на годините, младата генерација, младата популација, се отвори академијата во Скопје, доста завршија, ние ги вработивме и многу се радувам на тие млади актери кои што се извонредни и талентирани и има една чудесна енергија. Ова последната представа Глембаеви, јас учествувам во незе, меѓутоа не учествувам со текст. Меѓутоа учествувам, ние сме 8 актери во таа представа во Глембаеви, меѓутоа верувате, јас се воодушевував од младата генерација кој што ја игра во представата, освен Ашата кој што е одличен исто така, меѓутоа тука да го спомнам Зоран Ивановски како Леоне Глембај, Црцоро, Кастаница, нашата Ангела која игра истото, ја игра таа светицата, па младиот Исидор. То се чудесни, каква една актерска енергија покажаја на сцената, ја преточија заедно со маестралниот Бранко Образовец, кој што многу работи со актери. И ова представа е актерска. А од првата читка, кога ја почнавме, јас се воодушевував како убаво се фати текстот, ги фатија улогите и се воодушевував на нивната извонредна енергија. Се работеше многу, по 7 сати проба, едно 60 дена и стварно представата стана култна. За 40 дена изигравме 18 представи, плюс 3 представи во Загреб, кој што ја посетија многу големи театарски луѓе, критичари, режисери, да речеме начело со еден Маџели, кој што исто така присуствуваше и даде големи комплименти за таа представа. Така да, ова млада генерација која што сега имаме, јас мислам дека го ставаме добри темели на Прилепскиот театар, кој што вистина работи култни представи овие последни години, ма и во почетокот да не ги спомнуваме оние представи во режија
дојде на Коледа, речиме, ако ги броиме бројките, то се над 100 представи. Солунските падрти, не сега драга на 120 представи, а другите представи по 60, 70, Чиполино, Молам за секс, да живее Амамот, многу представи, така и многу бројки. Многу се бројките изиграни во минатото и во сегашното. И паче речам дека ние имаме еден одличен подмладок, кој што може да игра секаде и со секакви големи режисери. Така да, многу се радувам на тоа и слушам дека доста се заинтересирале други земји и други фестивали кои што ќе доаѓаат и дојдоа селектори кои што сака да ја гледат Глембаеви и да учествува на нивните фестивали. Вие всушност имате две представи. Една е мешовита со хрватите и една вие чиста домашна прилепска. Тој потез беше одличен, со Еврокаст што го применува, многу добар, кој што ние направивме еден микс, да речеме Глембаеви и легенда за Глембаеви. Дојдоа 5 души одлични актери од Загреб, од Хрватска. Тие беа дупликат на нашите актери, освен на Зоран, кој што сам го играше Леоне Глембај. Многу добар потек. Се дружевне со нив, работевне овде едно 10 дена, правевне проби, представата беше извонредна, многу интересна. Зборуваја на хрватски, ние на македонски, па имаше еден микс во самата представа, еден наш актер зборува, да речиме, главната улога стариот Глембај, Андон Јовановски зборува, после Кичо, еден одличен глумец, одличен хрват глумец, кој што живее во Данска и доста работи на телевизиски серии во филмови, исто го играше стариот Глембај и си ги преземаат тие улогите, одлични актери, нашиве исто одлични, така да имаме едно многу добро дружење и овде и во Загреб. Тречете бе, за да не ти недостига театарот, ти дома си зеде глумица за жена? Добро, така 24 часа си со театарот вклучен. Да, со театарот, после јас имав среќа или несреќа, како да кажам, ние бевме 20 овде заангажирани понекогаш и по 24 сати. Мајка ми Бог да ја прости, че ги гледаше децата, ние овде зборува за театар. Едно друго време беше, тогаш, сега е подруго време. Меѓутоа, со мојата сопруга, јас сум многу задоволен, ни даде Господ деца, кои што се распрсани свето, отидоа кој е во Америка, кој е во Србија, во тоа, ние ги посетуваме, доста одиме често во Америка, така ни се отвори еден прозорец кон свето со децата. Жената моја престојуваше, ги гледаше малите, јас овде, така да се надоврзуваме. Таа некако ја жртвуваше својата кариера во интерес на децата. Еве да ви кажам, ние од 65-те до сега сме во брак и добар ни е брак да чукнам дрво. Добро се чувствуваме. Те следи на представите, ти ги гледа, ако не премиерите останатите? Апсолутно ме следи, ме поправа, некогаш и дома, ни го чита текстот, да речем уште во прво, па се консултираме како да почнам улогата, што да се направи, како. Многу ми помага во тоа. Лидија е голем критичар на представите, тоа и колегите го признаваат. Така да пред секоја премиера ја вика пред неколку дена да гледа представа, така да дај свој впечатоци. Многу се разбира во таа работа и многу помага. Кога ќе ги вратиш овие изминати твои години на сцената, има ли некоја представа за која што си се радувал дека е на репертарот и дека ќе одиш да ја играш тој ден? Имаше многу, да ви кажам право, и многу, па сега и ова последна, многу се радувам да речеме за Глембаеви. И колку е таа тешка представа, ама вистина се радувам. Толку е прима публиката и така не наградува со аплаузи. Имаше многу представи, да речеме не сега драга, најдобро е поплане во Скопје, кога игравне како гостин. Се радував кога ќе ја ставија на репертоар. Ја 7 години оде во Скопје, 7 години беше таа на репертоар. Исто така, да не велам за Солунските патрти, па тоа беше уживање да играш во нив или Откол накол.
Ако е култна представа, гледа Прилепчани некаде 125, 120, и не знам по колку пати. И така да, тоа е... И тоа е од поново време. Апсолутно и поновно време, и тоа воодушевува, вака кога гледаш те сака публиката и на улица, и тука на сцената, така да јас го продолжувам својот живот, својата младост и така се чувствувам. Кога умира представите, колку ти беше тешко, оние што си ги сакаше? Тие представи доста вака живеа, стварно, тоа е како да изгубиш нешто драго, кое што си ја сакал, си творел, си... Меѓутоа, добро, судбината на представите на театарот така не може вечно да трае, меѓутоа имаше представи кои многу трае. Многу ги играме, не за една сезона, да речем, многу сезони, да речеме 5-10 сезони, не сега драга, играме од 60, од 2007 година до сега и уште ланска година играме, така да, знаеш, представите кои ги сакаш секој децата, кога ќе престане од репертоар, малку е така тешко, али ќе остане во историјата. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Трече, баш пред да дојдам да се снимаме, гледав една на телевизија на Скопска тројка, како или двојка, не знам кој канал е тој, 2 или 3 веќе, не знам кој е тој. Имаше нешто со Ацо Јовановски и со Перо Камиказа. Тоа е пред 30 години снимено. Снимавте многу порано повеќе, што се однесува до такви ТВ серии, ТВ драми. Сега некако многу поретко се снимат, освен што остана македонските приказни од време на време да се снимат, многу поретко се снимат тие ТВ драми. Како беше тогашниот период на живење на тие настани во телевизијата што беа овековечени? Знаете, многу се мени времето, да речеме, од самостојувањето на државата до сега сосема се мени и во театрите, и во телевизиите, и за филмов, за снимањето. Некојаш се снимаше и се праја телевизиски драми и филмови со некој распоред. Се знаеше што треба да се игра, како да се игра, државата финансираше. Со самостојувањето почнуваше да влегува овај приватниот капитал, се на приватно, така да многу слабо, и ја не знам зошто толку слабо во Македонија се снима. Ние бевме во Загреб и во Хрватска, во Србија, па многу таму се снима. Иако да речеме таа држава која е растуривна Југославија, тие си има своја држава, ние своја, некако нашава држава во тој поглед замре. Гледам се во последно време, јас ги гледам дека паднавме само на некои приказки. И кој канал отвори го, те македонски приказки од овај, те од овај, некоја продукција многу слаба. Па и телевизиски филмови, дали е од финансиски, не знаме од кој аспект, многу слаба продукција имаме во однос на другиве држави, републики кои се дали е Србија, Словенија, Хрватска и така. Па и Босна е многу произведува, гледам некои серии, многу филми. Ние некако заостануваме. Во што е проблемот, не знам, дали е во финанси, дали во организација, во тоа, слаба работа. А некогаш стварно некогаш се снимаше со некој распоред кој што не можеше да се постигне. Играш во една представа, па те вика во друга, па во трета и сете така. Сега не знам зошто, дали од финанси, дали од нешто друго, не можам да знам.
Драјче, како оди подготовката на новата улога во новата представа, например? Како се подготвуваш за секоја нова улога? Ова кај Коле, кај Коле јас со радост секогаш сум играл и секогаш ќе играм. Многу имаме разбирање од почеток. Неговите представи, знаете, се представи кои публиката ги сака. Што не сака публиката, представите од 60, 70, 80, тоа уживање да играш и уживање да ја гледаш публиката како ја гледа представата. Така со Коле имам разбирање веќе 40 години. Јас скоро сум играл во сите негови режии, освен 3, 4, 5. Во моето отсуство, речиме, сум бил во Америка кај децава се. Инаку сум учествувал, соработуваме со него и сега во овој проект сме некако од постарава генерација, кој што почнавме со Коле и некако така сакаме да ја заокружиме и која е многу добра. Представа многу добро да пробиве, така да очекуваме еден добар резултат исто, кој што представа мислам дека ќе оди некаде околу 100 пати. По 2 проби имате во тек на денот? Да, по 2 проби имаме, со Коле задоволство да се работи човек. Тој е толку театарски, што знае колку да трае пробата. Имаме по 2 проби и релаксирани сме, фино разговараме за улогите, за односо, за денешното време, за минатото време, така да склопуваме представата и ќе биде многу добро. Ти благодарам, Трече, што ни беше дел од Мајкша сцена, се радувам стално кога се снимаме. Последниве години се помлад ми делуваш, бар така во мои очи те гледам. Понси со сјај, понси со енергија, нека остани тоа и години нанапред, да може да гледаме уште повеќе твои мајсторски игри на театарските штици и да си ми здрав и жив. Ви благодарам многу и за гостувањето во оваа емисија. Па добро, младоста се одржува со активна работа. Јас сално сум многу активен, овде сум присутен и кога имам представа и кога немам представа. Ако не сум присутен сум во Америка, во Лос Анџелес. Па таму имам внуци, ги носев на снимање на некои тинеџери таму, на снимање во тие холивудски студија, ги шета студијата таму. Ја прошетав Америка скоро од Нью Йорк до Лос Анџелес, така, и тоа ме држи, и тоа вака ме одржува и младоста, сега така се чувствувам и не се предавам. Како уште 20 години треба да се глуми. Така е, така. Еднаш глумец, стално глумец. Апсолутно. Ја ви благодарам за поканата во емисијава. Мислам дека ќе се гледаме и понатаму. Ве поканувам да дојдете на премиера, некаде од 30 и 31 да дојдете на премиера. Фала многу. Фала ви вас. Сега ви следуваат оние приубави денови во февруари, кога треба театарот да слави 70 години од своето постоење. Се надевам дека тоа ќе биде преубаво одбележено и со представи, и со манифестации, некои кои што 70 години не се воопшто малку за еден театар, а Прилепскиот театар има што да покаже, затоа што во текот на тие 70 години неговото постоење во македонскиот театар, воопшто, а може и слободно да се каже во југословенскиот театар, е едно завидно ниво и актерите кои што произлегле од овие представи од овие години, сушност се актери кои што ќе останат вечно запишани во аналите и на македонскиот театарски живот и во југословенскиот. Така. За почеток моментално се спрема сега книга Алманах за тие 70 години на Народниот театар Војдан Ченодрински, каде што ќе биде опфатено се, каде што ќе бидат опфатени и постарите глумците што играле порано, кои што не се меѓу нас, постарите актери кои што се уште играат и ние, да се речам, помладите, макар што сега доаѓаат генерации уште помлади колеги. Ќе имаме околу 10 дена, значи ќе трае денови на тој Прилепски театар. Ќе имаме една премиера, сега што работат со Коле Ангеловски, ќе имаме неколку представи, но ќе имаме и две интересни, како да кажам,
две интересни вечери. Првата вечер ќе биде со групата Hounds од Прилеп, каде што ќе направиме нешто на музика од 70-тите години, нели 70 години Народен театар Војданче Одрински. Ќе употребиме 15-16 песни од тие години и ние ќе ги пееме тие песни и ќе се забавуваме. Исто ќе се спрема со групата Фолтин, со каде што Фолтин правела музика за представи во Прилепски театар, ќе се изберат повеќе 10-15 numeri и ќе направиме нешто налик на представа, на исто дружење Фолтин со актерите од Прилепски театар. Тоа ќе биде уживање за публиката. Убаво ќе ги зарадувате во февруар, во ладниот месец. Кога почнува? Тоа е, значи, јубилеот ни е на 18 февруари. Од 17 февруари во текот на таа недела ќе биде тоа целокупното случување. Значи некаде до крај на февруари ќе имате секојдневно забава овдека во Прилеп. Фала ти што ни беше дел од Мајкша сцена. Се надам дека и 2020 исто ќе убава како 2019 година, баш што се однесе до професионалниот ангажман. Кажавме дека има нова премиера од Коле, каде што вие помладите не учествуваат по старите актери, но се надам дека следната веќе помладите ќе си ја земат онаја штафетата, ќе ви ја предадат по старите и да може да почнете. Одлично е тоа што ние во никој случај не ни се лутиме дека прават баш таква представа, туку напротив, нас ни е мило што за одбележување на еден таков јубилеј дека се прави представа која што играат сите повозрастни актери кои што ние сме учеле од нив и сме работеле во овие 10 години со нив. Фала ти многу, Диме, се гледаме наскоро. Поздрав.